Второ послание до Тимотеј, глава 1. Павле, апостол на Христа Исуса по Божја волја, според ветениот живот во Христа Исуса, до Тимотеј, возлюбеното чедо, благодат, милост и мир од Бог Таткото и Христа Исуса, нашиот Господ. Му благодарам на Бога, кому му служам уште од моите прародители со чиста совест, спомнувајќи те постојано, ноќе и дење, во своите молитви. А кога ќе си спомнам за твоите солзи, копнеам да те видам, да се исполнам со радост, кога си спомнувам за нелицемерната вера која е во тебе, која прво се наоѓаше во твојата баба Лоида и во мајка ти Евника, а уверен сум и во тебе. Затоа ти напомнувам да го разгориш Божиот дар, кој е во тебе преку возлагањето на моите раце, зашто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себевладење. И така, не се срамувај од сведоштвото за нашиот Господ и од мене, затвореникот за Него, туку страдај и ти со мене за Евангелието, според силата на Бога, кој не спаси и не повика со свет повик, не според нашите дела, туку по собствена одлука и благодат, која ни е дадена во Христа Исуса пред вечните времиња, а која сега се откри преку јавувањето на нашиот Спасител Христос Исус, која уништи смртта и ги осветли животот и безсмртноста преку Евангелието, за кое јас сум поставен како проповедник и апостол и учител. Заради тоа и го трпам се ова, но не се срамам, зашто знам во кого сум поверувал и уверен сум дека тој може да го запази она што му го доверив, до оној ден. Држи се за образецот на здравите зборови што си ги чул од мене во верата и љубовта која е во Христа Исуса. Запази го доброто што ти е доверено преку Светиот Дух, кој живее во нас. Ти го знаеш тоа, дека во Азија сите се одвратија од мене, меѓу кои се Фигел и Ермоген. Господ да му даде милост на Онисофоровиот дом, зашто повеќе пати ме охрабруваше и не се засрами од моите окови. Туку кога дојде во Рим, грижливо ме побара и ме најде. Господ да му даде да најде милост пред Господа во оној ден. И како се ми услужи во Ефес, ти најдобро го знаеш тоа. Глава 2. И така, ти, чедо мое, зајакнувај во благодатта која е во Христа Исуса. И што си чул од мене, пред многу сведоци, довери им го на поверливите луѓе, кои ќе бидат способни да ги поучуваат и другите. Поднесувај ги со мене страдањата, како добар војник на Христа Исуса. Никој кој е во воена служба не се заплетува во работите на овој живот, за да му угоди на оној кој го повикал во војската. Исто така, ако некој се надпреварува, не добива венец ако не се надпреварува прописно. Земјоделецот кој се труди, треба прв да вкуси од плодовите. Разбери што зборувам. Господ ќе ти даде да разбереш се. Помни го Исуса Христа, кој воскресна од мртвите, кој е од Давидовото потомство, според моето Евангелие, за кое страдам се до окови, како некаков злосторник. Но Божиото Слово не е оковано. Заради тоа издржувам се заради избраните, та и тие да добијат спасение со вечна слава во Христа Исуса. Веродостојно е Словото. Ако умревме со Него и ќе живееме. Ако трпиме, со Него и ќе царуваме. Ако се одречеме од Него, и Тој ќе се одрече од нас. Ако сме неверни, Тој останува верен, зашто сам себе не може да се одрече. Ова напомнувај го, заколнувај ги пред Бога, да не се препираат околу зборови,
Тоа е неполезно, туку е за пропаст на слушателите. Труди се грижливо, за да се покажеш себе си достоен пред Бога како работник, кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда словото на вистината. А отстранувај се од непристојни и празни зборови, зашто таквите се повеќе ќе напредуваат во безбожност, а нивното слово ќе разјадува како рак, од кој се Именеј и Филет, кои се оддалечи од вистината, тврдејќи дека воскресението веќе станало, и со тоа ја рушат верата на некој. Сепак цврсто стои Божјата основа, која го има овој печат: Господ познава кои се негови, и да отстапи од неправдата секој кој го именува Господовото име. А во голем дом има не само златни и сребрени садови, туку и дрвени и земјани. Едните се за благородна, а другите за неблагородна употреба. И така, ако некој се очисти од овие, ќе биде сад за честна употреба, осветен, полезен на домакинот и приготвен за секое добро дело. Бегај од младински желби. Стреми се кон правда, вера, љубов и мир со оние кои го повикуваат Господа од чисто срце. А отфрли ги безумните и неразумните распрашувања, знаејќи дека раѓаат борби. А Господовиот слуга не смее да се расправа, туку треба да биде кроток кон сите, способен да поучува и да трпи, да ги воспитува со кротост оние кои се противат, та не би ли им дал Бог покаяние, за полно познавање на вистината, за да се отрезнат од мрежата на ѓаволот, кој ги заробил, за да ја исполнуваат неговата волја. Глава 3. А ова знај го: во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници и збувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од нејзината сила. Отстранувајте се и од нив, зашто од нив се оние кои се вовлекуваат во куќите и ги измамуваат простите жени натоварени со гревови, кои се водени од различни страсти, кои учат секогаш, а никогаш не можат да дојдат до познавањето на вистината. И како што Јани и Јамври му се спротивија на Мојсей, така и овие и се противат на вистината. Луѓе со изопачен ум, отфрлени во обзир на верата, но нема да напредуваат веќе, зашто нивното безумие ќе се открие пред сите, како што се откри и на оние двајца. А ти го следеше моето учење, начинот на живење, замислата, верата, долготрпението, љубовта, трпението, гонењата, страдањата што ми се случија во Антиохија, Иконија и Листра. Какви гонења претрпев, и Господ ме избави од сите. А и сите кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети, додека злите луѓе и измамниците ќе напредуваат во злото, измамувајќи и бивајќи измамени. А ти остани во она што си го научил и во што си убеден, зашто знаеш од кого си го научил и зашто од детството ги познаваш светите писма, кои можат да те направат мудар за спасение преку верата во Христа Исуса. Целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Глава 4. Те заколнувам пред Бога и Христа Исуса,
кој е готов да им суди на живите и мртвите, со неговото јавување и неговото царство. Проповедај го словото, настојувај во време и во невреме, изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука, зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им ги скокоткаат ушите, и ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки, а ти биди трезвен во се. Трпи го страдањето, врши ја работата на евангелист, исполнувај ја својата служба до крај, зашто јас веќе сум излеан како жртва на левница, и времето на моето заминување настапи. Извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата. Од сега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, и не само мене, туку и на сите кои го возлюбија неговото јавување. Погрижи се да дојдеш скоро при мене, зашто Димас ме остави, бидејќи го засака сегашниот свет и отиде во Солун, Крискент отиде во Галатија, Тит во Далмација. Само Лука е при мене. Земи го Марко и доведи го со себе, зашто ми е полезен за службата. Тихик го пратив во Ефес. Кога ќе дојдеш, донеси ја наметката што ја оставив во Троада при Карпа, и книгите, особено пергаментите. Ковачот Александар ми направи многу зло. Господ ќе му плати според неговите дела, и ти пази се од него, зашто им се противаше многу на нашите зборови. При мојата прва одбрана никој не беше со мене, туку сите ме оставија. Нека не им се засмета тоа, но Господ застана со мене и ми даде сила за да се исполни проповедувањето преку мене и да чујат сите народи. И се избавив од лавовска уста. Господ ќе ме избави од секое злодело и ќе ме запази за своето небесно царство. Нему слава за вечни векови. Амин. Поздрави ги Прискила и Акила и Онисофоровиот дом. Ераст остана во Коринт, а Трофим го оставив болен во Милет. Погрижи се да дојдеш пред зимата. Те поздравуваат Еувол, Пуд, Лин, Клаудија и сите браќа. Господ Исус Христос да биде со твојот дух. Благодатта да биде со вас. Амин.